Добра вечер. Добре дојдовте во хотел Треф вечерава. Јас денес ми паѓа да ги општите информации, да ви ги кажам. Значи, како секогаш имаме тука литература, христијанска литература, бесплатна. Надвор има еден штанд од нашите пријатели, љубители на христијанското евангелие од Скопје. И ако ве интересира, мислам, сакам да ве поканам, и тука имаме уште места, да гледате што има таму на тој штанд надвор во, како се вика тоа, фоајето, прилика. И таму можете да си земите нешто, доколку ние тука немаме, или има голема гужва тука, таму има шанса друга да се земи нешто. Ако некому му е многу жешко или многу ладно, давајте знак, јас сум господарот на греењето, можам да чепкам малце. Не е жешко? Добро. Ако некому му е малце ладно, нека се утеши дека мене ми е уште поладно. Ja. Океј. Сакаме пак да ве поканиме после крајот на предавањето, да останете тука, да се дружиме, има кафе, чај, вода, нешто благо, со љубов направено убаво за јадење. Би се радувале ако ви се отворат прашања, други мислења, после да се сподели со оној кој ве донесе тука, кој е крив што сте тука, или со мене и со некој друг тука, да може да се зборува. Тоа би било многу добро, да се чувствуваме слободни, да се каже не сум баш убеден од ова, или ова го гледам од ова страна, да се дојде до разговор, може би до разјаснување на некои работи. Отворени сме секако за тоа. Напредуваме со диалог и со размена на мислења. Дали се кажав? Да? Океј, ако не после. Прво сакав да ве прашам што мислите, кој е вечерава најважната личност тука? Добро, океј. Без сомнеш, да. После него, кој е најважна? Не, океј. Јас сакам да кажам, вие сте. Вие. Таа личност што сега може да... Тој е јас. Јас сум, да. Вие сте, ти си. Најважната личност денес. Јас, случајно, го кажувам оно што треба да се каже, тука има повеќе луѓе што би можеле истото да го кажат. Може би со други зборови, носат може би други чекли. Ама, пораката би била иста. Значи, јас не сум толку важен. Вие сте важни. Вие сте денес најважната личност која е тука, затоа што Бог, по тоа сме убедени, Бог се обидува со пораката на Светото Писмо да ви зборува ова вечер. Пред некое време бев на мала операција. Лежев јас на тоа столче и докторот и медицинската сестра околу мене. Јас бев покриен тука само една дупка и јас му реков на докторот, многу ми е мило што се грижите толку убаво за мене. Му реков така, кога некој се грижи така за тебе? Многу внимателно ова, јас му реков треба почесто да дојдам, тоа да го доживеам. Кој беше најважен во тој момент? Јас се чувствував, јас бев. Океј. Така, вие сте многу важни. За Бог, за семојниот Бог, секој од нас е скапоцен, драгоцен, сакан и многу важен. Затоа Бог ве бара со тоа што ви зборува. И така, овие предавања што ги имавме, третото предавање веќе,
сакат да ве потикнуваат за размислување. Да се отворат прашања, кои можеби до сега ги немавте, можеби некое прашање да се даде одговор. Нови перспективи. Верата во Исус Христос да се гледа од една друга перспектива. Библиската перспектива, секако. Библиската перспектива. Овие предавања треба да отворат апетит. Апетит за повеќе. Ja. Пред некое време еден мој пријател ми рече, кога сум во Крушево, секогаш одам во Крушевска одаја. И таму го јадам оној оброк со говецко месо со сос од вргани. И тоа мене ми отвори апетит. И кога бев, дали пред 2 недели, од прилика, бев и отидов. И пробав. И добро беше советот, добар совет беше. Пак ќе одам некогаш. Океј? Не е платена реклама ова. Само идејата беше, некој ми направи, ми отвори апетит. Сакам и јас да гледам. И така овие предавања се надевам да ви отворат апетит, ама да одите и да пробате кај Исус Христос, морате самите. Јас не можам тоа да го правам. Секој мора да одлучи да сака сам и да види како е вкусот на тоа. Ама овие предавања исто така сакат да ви покажат дека сте, ако не владе Исус Христос во вашето срце, дека сте во очајна ситуација. Ако Исус не владе во твоето срце, тогаш, според библиските изјави, си изгубен. Изгубен значи, ако Бог не интервенира, нема излез. Изгубен значи, ти самиот не можеш да се спасиш. Има луѓе планинари или алпинисти, се качуваат во некој гребен, во некој ѕид таму и сега заглавуваат. Нема ни напред ни назад. Добро да се има телефон, се јавуваат на хеликоптерот, доаѓаат и ги спасуваат. Тоа е да си изгубен. Нашата очајна ситуација е ургентно, би рекле, ургентно, ни треба прошка и нов живот. И сакам уште една забелешка, забележивте досега, дека често пати тука покажувам многу стихови од Библијата. На една страна се чувствувам обврзан да ви докажам дека овие работи што јас тука ги кажувам не се мои идеи. Туку тие се Божи идеи, Божјото Слово. И затоа, може би понекогаш повеќе од колку потребно покажувам стихови од Библијата, ама мојата надеж е да сватите овај германец, изгубен, не изгубен, не ми бргла нешто од својот ум тука. Туку, ако го немам Божјото Слово, јас тука пред вас ништо немам да кажам. Немам ништо да кажам, што вреди да ме слушате. Okay. Затоа, често пати имаме стихови од Библијата и на некој начин, како да сум пред судот, вие сте судиите, јас морам да ви докажам што она што го кажувам доаѓа од Господ, со многу сведоци. И тоа некако е причината зашто и после ќе се јавува тука стихови од Библијата. Во овие предавања до сега, овај пат, воопшто не зборувавме за причините зошто би требало да имаме доверба во овие стихови од Библијата. Не можам секогаш истото да го кажам, имавме други предавања, каде што се обидував тоа да го објаснам, ама Светото Писмо ни ја покажува реалноста. Светото Писмо не ни кажува бајки. Светото Писмо не ми црта некоја лажна слика, туку
Светото Писмо ми ја покажува целата реалност. Нашата реалност, како секој од нас ја доживува, плюс Бог, кого ние со нашите очи не го гледаме и често пати не го доживуваме. Ама тоа е комплетната вистина. И така, ние што го организираме тоа тука, сме убедени дека Светото Писмо доаѓа од Бог и дека има многу солидни причини со податоци подпирани, да речам, зошто да и веруваме. Пред многу години, мислам, дали бев прв пат тогаш во Македонија, или втор пат, со една група од Германија, станавме изгубени германци. Како тоа? Сакавме од Штип да одиме во Скопје. И на нашата мапа имаше еден пат Свети Николе Скопје. На мапата беше. Ама тогаш тој не постоеше. Сега постои, мислам, а? Океј, тогаш не постоеше, ама на мапата беше покажан. Ние мислиме дека патуваме, наеднаш сме во Куманово. Бевме на погрешен пат. Ja? И верувавме на мапата, ама не лажеше. Пред неколку години возев велосипед, како што треба, на голема ливада. И како што се качувам со мојот mountain bike, наеднаш од десно од шумата горе слегува една кола со турски таблици. Еден млад пар седи внатре и ме прашуваат каде се оди во Охрид. Тие оделе по GPS. Ja? И многу интересна работа. И знаете, јас им кажав, луѓе, треба најдолу да се вратите, се обидував, таму долу има бензинска станица и од таму да фатите. Како стигна, значи тие го напуштија асфалтот, слегува долу на голема ливада, сега веќе си на кал. И сега низ таа кал, низ тие дупки, и сега да се качиш во тој шумски пат уште погоре. Ja? И тој застанува таму горе некако. Ja? Значи тоа значи дека му веруваш во погрешната мапа. Некој те заведува. После се искачив до хотел Молик. 2 BMW убави со турски таблици вртат горе. И застанувам и ги прашувам дали сакате во Охрид да одите. Да! Да, мислам. Уште едни кои беа излажани. Ja? Ние ќе се држиме на Божиот GPS во однос на прашањата на нашиот однос, нашата вера во Исус Христос, и тогаш знаеме дека сигурно ќе стигнеме до правата цел. Затоа ќе ве малтретирам со многу стихови од Библијата, окей, само да ме разбирате. Тоа не е да ве гнјавам, туку тоа е од овие причини. До сегашните предавања беа првото, Бог сака да дојде во нашето срце. Како му се подготвува патот? Божиот пат. Тоа беше поканата на Јован Крстителот. Тој повикуваше на тоа да го сватиме Бог сериозно. Доаѓа Божиот суд. И исто така е дојдено Божиото спасение. Бог не повикува да се покаеме и да сме спремни за Спасителот. Тоа беше првото предавање. Второто, се занимававме со тоа како нашата религиозност е опасна за Божите намери да дојде во нашето срце. Дека постои религиозна измама и само измама, а на другата страна Божјата вистина која сака да не убеди и да не носи кон лична одлука да и јас сакам да бидам спасен и да го примам Спасителот Исус Христос. И денес е третото предавање. Што ќе прави Исус кога ќе дојде во твоето срце? Тоа е денес темата. Еднаш слушнав, значи, накратко, што слушат луѓето кои го примија Исус од својата околина? Само 2 цитати. Една мајка му вели на синот кој поверувал во Исус: Абе, сине,
Тебе ти пукна тавата. Окей? Синот вели, да, мајко, ама низ пукнатината влегува светлината. Това. Цитат. Мојот татко вели на својот син, кој сум јас, ти си фанатик како и мајка ти. Цитат од татко. Ама интересно, мојот Исус фанатизам, јас поверував кога имав 17 години, мојот Исус фанатизам направи што за прв пат го гледав татко ми како личност, не како функција. Разбирате, татковците, децата ги гледат родителите како функција. Мама има функција, татко има функција, тато. Тато има функција, не знам што, дај пари да излезам. Функција, автомат за пари. Функција, не знам што. Тие се функции, ама не се личности. Додека не сваќаме. Ама јас, тогаш прв пат видов, бев многу критичен против татко ми како млад, а кога јас го најдов Исус Христос, сватив, мојот татко не ја познава таа љубов Божја. И како може тој да биде тој идеален татко, јас кој го барам, а тој не е таков. Тој е добар татко. Ама не е идеален. Не ја знае тој Божјата љубов. Не му беше лесен животот. Тој ја изгуби својата сопруга, мајка ми, многу рано. Таа умре кога имав 6 години. Мораше 2 деца да ги порасне сам. Да оди на работа, и после дома, и после овие деца. Јас тоа како млад не го сватив. Ама кога дојде Исус во моето срце, се смени нешто. Почнав да го разбирам татко ми и од немилосрдна критика стана разбирање. Мојот Исус фанатизам доведе до тоа што моите оценки на училиште се покачија за 1 оценка. Почнав да учам. И станав поспособен за животот. Мојот Исус фанатизам, го цитирам татко ми, направи што почнав да го слушам татко ми. Читав Библија. Во Библијата читам, сине мој, не отфрли го советот на татко ти, ниту на мајка ти. Слушај ги родителите. Почнав да ги слушам. Татко ми предложи да студирам електротехника. Го слушав татко ми. И го направив тоа. Мојот Исус фанатизам ме натера да му ги признавам на татко ми моите кражби. Јас му украдов пари од паричникот. А тој не забележи. Мали суми се крадат, окей, тактички се постапува. Да се гледа, не се наеднаш, туку мали суми. Тоа го знаев. Ама јас немав ни лоша совест. Ама кога дојде Исус во мојот живот, дојде денот кога двајцата сме во кујната, јас ги слушам овие чиниите и му велам, тато, морам да ти кажам нешто. И нему веќе му падна непријатно, кога му кажав, му признав. Еднаш морав да одам во една продавница и да враќам 20 фенингзи за нешто што имав украдено од таму. Значи, ако не ви смета дека еден бивши крадец ви зборува тука, мислам, ќе тераме понатаму. А еднаш мојот татко се жалеше кај мојот тетин, дека сум таков фанатик за Исус. И мојот тетин беше мудар човек, и тој беше верник во Исус. И му вели, Кал, што ти е помило? Твојот син, дај како ќерка ти, сестра ми беше во тешка фаза тинеџерство и дома имаше вриштења, вреѓања, секој ден скоро. Океј? Значи, лесно ми падна тоа, ама дали ти било помило синот да биде како ќерката или ќерката како синот? И тогаш татко ми мораше да признае, подобро би било Сузи да е како Алекс, а не обратно. Значи,
Дури и татко ми, и покрај тоа што мојот фанатизам за Исус му падна тешко, забележи промени позитивни. А тие промени јас воопшто ги немав планирано. Јас не одлучив некогаш треба да сменам се во мојот живот. Тоа не се случи. Туку, кога одлучив, најважното, Исус мора да дојде на престол во моето срце. И кога му го кажав тоа на Исус Христос, тој дојде и тој ги направи тие промени и тие мене ми се случија. Никој не ми морализираше. Туку Исус во мене ги направи и мене тоа ми се случи. Ja? После дојдоа и работи каде што свесно мора да одлучам, секако. Ама најосновното, најкрупното некако ми се случи. Кога Исус дојде во моето срце. И така, тој, Исус Христос, носи промена. Прво во срцето, во ставовите, во мотивацијата, па понатаму во однесувањето. И тоа на кратко сакам. Еве ова го. Чекај. Еве. Овој стих од посланието до римјаните можеме да го наречиме владеачката програма на Исус Христос. Како да сме пред избори и Исус е еден од кандидатите за да владе со тебе во твоето срце. И ова е неговата програма. Тој ветува, ако ти гласаш за мене и ме примиш, тогаш ова ќе го спроведам. Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во праведност, правда, мир и радост во Светиот Дух. Неговата програма, тој сака, откако тој ќе завладе во твоето срце, ти после да живееш праведен живот. И кажав како тоа кај мене ми се случи, дека наеднаш имам сосема други желби, сватив дека старите работи беа погрешни, се чувствував некој време многу грешен. Ми се даде еден нов сензор за што е добро и лошо. И дури без да одлучам, се случија промени и почнав да живеам по-праведен живот, според Божите стандарди. И понатаму мир и радост. Дали ви тоа го знаевте, дека Исус Христос има намера тоа да го спроведе во вашето срце? Јас не го знаев тоа порано. Ja? Јас мислев, треба да одам в црква во недела и јас тоа го правев. И се однесував религиозно, пред да седам, знаев да стојам и да бројам, не да чекам, сега можам да седам. И литургија, ова, проповед, и станувам, одам дома. А ништо не сватив. Ja? Ниту знаев дека ова е неговата цел и за тоа да го спроведе во твојот живот, тој чука и те моли, слушај ме и ако сакаш, прими ме, отвори ми ја вратата. Прими ме внатре. Како Исус ќе ја спроведе ова програма во твојот живот? Што се неговите чекови? Прво, Исус доаѓа со простување. Првиот крупно нешто што тој сака да направи тој доаѓа со простување. Сака да ти ги прости сите гревови. И тоа го ветува тој. Затоа сега прашуваме еден кој на вистина имаше потреба од прошка. Ова се изјави на апостолот Павле, ама Павле пред да стане апостол Павле, се викаше Савле, Шаул, е хебрејско име,
Ja? I ne беше верник во Исус, туку напротив, самиот изјавува, го мразеше Исус и ги мразеше верниците во Исус. Еве тој вели, јас бев порано хулител, гонител и насилник. Апостолот Павле беше религиозен ревнувач и мислеше дека мора многу непријателски постапки да прави против името на Исус и неговите следбеници. И тој тоа го правеше. Тој одеше по куќите, ги апсеше мажи, жени и ги предаде во затвор. Сите тие што беа верници во Исус. Во сите синагоги тој ги тераше со казни да хулат. Аха, ти веруваш дека Исус е Месијата, Исус е Христос? Да. Аха, сега ќе видиме. И удри го, гњави го, додека човекот вели Исус беше злосторник, Исус добро што го растнавме. Ja? Го со казни, со малтретирање, ги тераш луѓето да хулат. Тој го правеше тоа. И вели преку мерка, како се вика тоа, се борев против нив и дури во градови, во странство, таму ги гонев. И тој, патувајќи во Дамаскус, со полномошна од религиозните водачи, отиде да најде таму верници во Исус, да ги уапси, да бидат казнети. Тој сметаше, ако некој верува во Исус Христос, тоа не е религиозна слобода, тоа не е секој нека верува што сака, туку тие луѓе мора да бидат казнети. Таков беше апостолот Павле, пред да биде најден, пред да го прими Исус. Ама знаете, што може Павле веќе да ни каже? Јас порано бев ова, ама кога јас патував во Дамаск, да ги гонам и да ги апсам, да ги казнам христијаните, ме начека Исус. Исус му се јави од небото, со многу јака светлина, и го прашува Саул, зошто ме гониш? И Саул прашува, кој си ти, Господине? А тој вели, јас сум Исус, кого го гониш. Саул ослепува, не гледа веќе ништо. Тој беше високо интелигентен, образован, религиозен евреин, студент, еден од најдобрите студенти по теологија од тие години. Значи, Павле станува слеп, ослепува. И 3 дена не гледа, ниту јади, ниту... Значи, е тотално потресен од она што му се случи и тој свати дека Исус е Божиот син, Исус е навистина и еврејскиот Месија Христос, Спасител. И сега Павле се моли. И кога така тој слеп сега, понижен, неговите ставови тотално се уништени на некој начин, што му се случува? Како Бог се однесува, како Исус се однесува кон него? Павле вели, јас добив милост. Можеме да очекуваме тој да добие салам, едно претепање. Ja? Едно, не знам, една казна, едно гњавење, едно уништување. Ама Павле вели, јас добив милост. Изобилуваше благодата на нашиот Господ. Со верата и љубовта кои се во Христа Исуса. Павле вели, мене ме пречека Исус со благодат, незаслужена љубов, прошка. И јас кога можев тоа да го верувам, сватив дека тој, кого јас го гонам, тој е тој што ме љуби. И неговата смрт на крстот, ние што го растнавме. И досега мислев добро што го растнавме, овој измамик, овој опасен лажгов. Свати тој умре за мене там, да ме спаси мене.
И кога тоа може да го верувам, тоа беше нешто многу јако за Павле, и тој стана благодарен што Бог него, гонителот, хулителот, го му даде прошка. Ги прости сите тие гревови и сите други. И сега Павле вели, верно е словото. Значи ова, со други зборови, ова што сега го кажувам е верно и вреди да го примиш. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кој сум прв јас. Јас сум најлош грешник, вели Павле. Јас ја гонев Божјата црква. Верниците во Исус, јас ги гонев. Јас дадов согласност кога се убија ти. А замисли, Павле вели, мене што ми се случи, Исус дојде да ме спаси и мене. Еден таков. Добив милост. Кога Исус доаѓа во твојот живот, ти добиваш милост, прошка. Добив милост токму затоа за да ја покаже Христос Исус прво во мене сета своја трпеливост за пример на оние кои ќе веруваат во Него за вечен живот. Павле вели, ако Бог можеше мене да ми прости, ако Исус можеше мене да ми прости, тогаш, пријателе, за тебе биди охрабрен и тебе може да ти прости. Јас најлош, вели Павле, примив милост, благодат. Благодат значи незаслужено. Милост значи незаслужено. Напротив, на заслуженото јас примив прошка. Ако ти ќе веруваш во Исус, ќе поверуваш, ќе го примиш, еве и ти ќе примиш прошка и вечен живот. После, врз база на тоа што му се случи кога поверува во Исус, Павле, например, пишува во посланието до верниците, христијаните во Колосе, денешна Турција, Бог таткото не избави од власта на темнината, тоа беше пред Исус да завладе во неговото срце. Павле смета, јас бев под власта на темнината. И сега тој не пресели во царството на својот возлюбен син. Што значи тоа? Божиот возлюбен син Исус ќе завладее во тебе, во твоето срце, и сега си дел од неговото царство. Помина од една власт во другата власт. Ja, имаме пријатели, тие велат, уште малце и ќе земеме германски пасоши. Од едно граѓанство поминуваат во друго граѓанство. Ти мислиш издајници едни. Само пример кажувам. Од една власт, од една припадност во друга. И Павле вели, тоа се случи и сега во Исус имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите. Имаме. Тоа е сигурно. Тоа не е, Бог вели, ако ти ќе се однесуваш добро до крајот на животот, ако ги исполнуваш сите религиозни мои барања, тогаш на крај ќе ти давам можеби, ако си доволно добар. Павле вели, веќе имаме. Павле го прими тоа кога стана од многу јак религиозен гонител на верниците, стана просјак, слеп и се молеше, и Исус му ја даде прошката, милост, благодат. И сега Павле вели, секој кој верува во Исус го има тоа. Има прошка. Не, може би ќе имаш. Туку има. И сите имаме, значи не само Павле, туку сите кои веруваат во Исус. Тоа е тоа што сака Бог да прави. Прошка, што е тоа? Сега морам да внимавам, имаме тука луѓе што имат работено во судот. Да не сгрешам, а ако сгрешам ќе ми кажат. Пред
Pred sudot, naš sud, čovečki sud, ne postoji pрошка. Дали е тоа вистина? Кој знае? Јас тврдам сега, после нека ме коригират. Не постои прошка. Ако ги имаш прекршено законите, мораш да бидеш казнет. Ако ги немаш прекршено, не смееш да бидеш казнет, мораш да бидеш ослободен од обвинувањето. Значи се зборува за вина, невина, а може би и тежината на вината. И се даде мерка на казна. Ама ако ги имаш прекршено законите и тоа е докажано, тогаш мораш да бидеш осуден и казнет. Нема прошка. Тешко на судијата и тешко на општеството, каде откако е виновниот наиден дека е виновен, а после нема казна. Некоја сума пари ја смена страната и нема казна. Мижење му простивме. Ja. Тоа е пропаст на едно општество. Судијата нема право да мижи и да му прости на виновниот. А сега велиме Бог проштава. И вината е докажана. Павле беше виновен. Јас сум виновен. Како може да има прошка за мене, а судијата Бог да не биде корумпиран, да биде праведен? Бог проштава и е праведен истовремено, бидејќи праведната казна е веќе извршена. Еден невин беше казнет на место мене. Невиниот го зеде местото на виновниот и беше казнет на место него. Праведната казна беше извршена кога Исус Христос умре на крстот. И сега Бог може да прости. Не знам дали знаете нешто слично. Имаше порано во благородните куки, кралските фамилии. Тука на левата страна го имаме принцот. Принцот е на училиште. А овој човекот е учителот. Да речам, принцот не учи. Принцот спие. Принцот не си ги напиша домашните задачи. И сега учителот е цивилец. Принцот е благородник, тој ќе му биде крал некој ден на тој учител. Учителот нема право да го удри принцот, ако заслужува. И така тие зедоа едно дете, кое се дружеше со принцот и стана пријатели. Дете од обичниот народ или од некоја пониска, како се вика, благородничка класа. Ja? И сега кога принцот кажува нешто глупаво, учителот го удира тоа другото дете. Ja? Значи, тој јади кјотек на место принцот. Ja? Тоа на германски се вика прügelknabe, едно дете за кјотек. На место принцот, тоа дете јади кјотек. Ама, идејата беше дека тие беа другари, на принцот тоа да му е тешко и со тоа и неговото однесување да се подобри. Оке, имаше тука малце психологија подлабока. Ама тоа ти е дете за кјотек. Ова дете за кјотек, дали некој го праша, дали сака да биде дете за кјотек. Ja? Сега ние зборуваме за еден невин кој ја прима казната за виновниот. Исус Христос дојде доброволно. Тој стана Божјото јагне, кој ги носи нашите гревови и беше казнет за нив на крстот. Доброволно, од љубов мотивирано. И на крајот на крстот тој извикува: се сврши. Што се сврши? Твојата вина, твоите гревови беа платени, беа откупени.
I kako posljedica na to, a сега postoji proška. I tuka go gledame, apostol od Pavle propoveda, koga patuvaše misionerski, odeše kaj vo evrejskite sinagogi i rezultatot na to, što Isus ki primi našite grevovi, go proglasuva i veli, maži brajtja, Antiohijavo Pisidija, to je isto taka denešna Turcija, znajte deka preko ovoj, preko Isus, vi se navestuva prostuvanje na grevovite. I od se, od što ne možete da se opravdate preko Mojsejevi od zakon, znači vi se trudite da gi pazite Božite zapovedi, ama ne uspevate. Pa grešite. Mojsejevi od zakon je super, zapovedite se super, ama vi ne ste takvi što može da gi drža, da gi ispunuva. I taka ne možete da stanete čisti pred Bog, su svojite obidi da go pazite zakonot Boži. Preko Isusama se opravduvate ako veruvate. Opravdanje znači Bog od celost ti gi proštava site grevovi ednaš za sekogaš. Znam deka vi to ne možete da go veruvate. Ednaš za sekogaš, koga poveruvam vo Isus, Bog mi gi prostava site grevovi, mi gi prostuva? Da. To se vika opravdanje. Vinovnikot dobiva takva proška, što vo Božjo to knjigovodstvo sudsko, to se vodi sega kako pravedan. Od toj moment ponatamo. I taka Bog se odnesuva kod njega. To je mnogo teško za religiozni ljudi, to da bo veruva. Ako koga Isus doagja vo tvojot život i vo tvojto srce, toj donesuva jedno prostuvanje koje toj samiot go ima kupeno za svojata smrt. I сега ti imaš mir so Bog. Tvojot slučaj je rešen jedno za sekogaš. Ova odi protiv našето religiozno čustvovanje. Nezasluženo da dobivam proška? Jaz mislim, religija je taj to, da zaslužuvam. Pobožnosta, molitvite, žrtvite, postenje, to sve to je napraveno da zaslužuvam proška, ne? I rekao deka ljudje veruvame mnogo zabludi i izmami. Novi od zavet i stari od zaveta, znajete, veli ne, pogrešno mislite. Božja ta proška ne se zaslužuva, ne može da se zaslužuva. Bog ja podaruva kako poklon po milost. Poradi toga što njegovi odvozljiven sin vredi toliko mnogo, njegovata žrtva je toliko pocena, što gi pokriva site naše grevovi. Bog je spremen da ni prosti. Znači, naše to religiozno čuvstvo veli, ova ne može da biti istina. Znam. Ama ima ušte jedan problem. Da li uopšto misliš deka ti treba proška? Da li uopšto misliš deka tebe ti treba proška? Evo tukaj vi pokažu vam jedni, so golema radost, i pokažu vam jedni vistinski germanci. Okay? Ovdje se jedni od najmiliti germanci što postoja. Ovdje se moji najstari prijatelji, Hans Martin i Margit. Okay? Hans Martin i Margit. So Hans Martin se družam od mojih 15 godina otprilika. I Margit. Znajte, za temata što nije mislime, da li uopšto mi treba meni proška, na jedna strana ne možeme da veruvame deka grevovite se prostuvat nezasluženo. Na drugata strana ne veruvame deka nijesme dovoljno loši da uopšto mi treba proška. Osve na to jedni od 2 godina, tako ga velam. Oprosti. Ja? Ako sam zgrešil nešto. Sam spremen da mi prostiš. Ja, znači,
No не е важно како ние мислиме за себе си, туку како Бог мисли на нас, тој што гледа се. И затоа ги извадов тука Ханс Мартин и Маргит и ги прашав, вчера им се јавив, дали смеам да ги покажам, окей? Како се вика, податоците лични треба да се пазат, ќе бидат на YouTube, знаете. Ми рече, пушти, не е проблем. Знаете, Ханс Мартин, како многу млад, кога ние се дружевме како млади, тој одеше со Маги, тие беа дечко и девојка. И Ханс Мартин беше баш прав, супер млад човек, пристоен млад човек, по професија е електричар, одеше на работа редовно, добар син дома, татко му беше лозар, ама беше болен, и Ханс Мартин ја презеде работата, многу работеше во лозието, со тракторот, ние се дружевме и таму. Ханс Мартин имаше Голф единица дизел, и кола имаше своја, и ме возеше мене. И знаеш, ама Ханс Мартин е дечко на Маргит, и Маргит почнува да оди во некоја младинска библиска група. Некои млади луѓе од моето градче се собра, воглавно беа тие девојки или тинеџерки, и читат заедно Библија и замисли Маргит се извинува Марин. Маргит поверува во Исус, го прима Исус во незиното срце. И јас сега си велам, зошто Маргит воопшто го пушти Исус во срцето? Таа веќе го има Ханс Мартин во срцето, не? Да не и фалеше нешто, уште. Кој имаше овај дечкото, заљубени се. Ама, изгледа, Ханс Мартин не беше најважното нешто што и беше потребно на Маргит. Верува или не, постои поважно од идеалниот дечко и идеалната девојка. Стручњаците велат, не јас, твојот партнер не може да те направи среќен. Стручњаците, паталците, не јас. Само Исус Христос може да те направи среќен. Велат стручњаците што знаат. И сега види, Ханс Мартин најднаш е соочен со Исус. И со изјави како ти мораш да одлучиш за Исус. Така ние рековме. Ние не рековме прими го Исус во твоето срце, туку ти мораш да одлучиш да го примиш. Или Исус мора да биде господар на твојот живот. И Ханс Мартин го слуша тоа, и кога ние се дружевме, ќе ми се жалеше. Ќе вели, овие од таа библиска група многу се екстремни. Знаеш, јас не сум толку лош. Јас сум пристоен човек. Немам ограбнато банка. Немам киднапирано дете. Немам силовано жена. Тие се трите работи. До ден денес ги памтам од тогаш. Јас не сум грешник, јас. Тие многу се екстремни. Ама, во крајот на таа година, 80-та година, 1980 година, Ханс Мартин и Маргит учествуваа на некои предавања, каде што еден човек ги толкуваше 10 Божи заповеди. И ги толкуваше како, што значат тие за нас, кои се нарекуваме христијани. И тогаш Ханс Мартин свати нешто. Гревот не почнува со самото дело, туку почнува со мислите. Гревот почнува со намерите во срцето. Исус Христос вели, ако некој ја гледа една жена и ја посакува, почнува умствено да се занимава со дадени активности со неа, тука тој веќе греши. Тој веќе го има извршено прељуба со неа. И други работи. Ханс Мартин свати, јас сум пристоен човек, го немам тоа направено во дело, ама во мислите, во моите желби,
sum go napravil to. Hans Martin shvati deka i toj ima potreba od proška i spasenje. Vidite, čekaj. Nekoj mu ga trgna kofata, ne je važno. Tukaj imamo jedan sinđir. Sinđir. Zamisli, ti visiš na ovaj sinđir nad jedna bezdna. Ok? Koliko alki od ovaj sinđir? Ti je se 10. Da reći mi, 10 Božji zapovedi. Koliko alki mora da se kina ti da padneš dolu? Koliko? Jedna. Samo jedna. I nekako to Hans Martin shvati, ako samo vojedno nešto zgreši tudi samo umstveno, jaz vek je pagjam. Jaz pagjam, jaz sam grešnik. I mi treba proška, mi treba spasenje. I ne traje še dolgo, Hans Martin ne se gleda veke kako praveden, ne toliko loš, ne sum napravil taka. Tuku se najde kako prosjak, vinoven, pred Bog i bara proška i spasenje, ka Isus. I vo tije, znači to beše vode Kembri, nova godina 80. do 81. godina, i vo naredните nekoliko meseci posle, koga se druževme Hans Martinke, go slušaš kako počnuva da se moli. So vaka vnimatelno, kako da se ušte ne može da veruva, deka Bog saka da mu se obrati. So tivo glas, Gospoda, počnuva da se moli. Ja? I se gleda, tukaj počna nešto novo kaj nego. Hans Martin i Margit posle se zedova, imat familija, ima 4 deca, jedan sin, 3 kjerki, i se spremat prvite svadbi. Zamisli. I Hans Martin i Margit mi se najdolgoročni prijatelji, i samo jedan od tije podatoci što imam videno i kaj drugi ljudje promeni, pozitivni promeni v životot. I zašto vjerujem deka ona što vi go kažem vam na vistina, vistina i pokažano o praktični od život. Znači, proška dobiva jedan prosjak koji je beden, vinoven, gol pred Bog i bara milost. I bara proška. Bara proška, na primjer, Bože, bidi mi milostiv mene, grešnikot. Da li za mene postoji proška? Bog zna sve za tebe i te saka i pokraj to. Da mislim. Bog zna sve za tebe i sepak te saka. Gledav jedan film, kada što jedan čovjek mnogo se trudeše, to imaše mnogo atraktivna, inteligentna sopruga i to je beše malce ponizok od neja. I od toga stradaše, imaše kompleks, deka ne je toliko visok. I nekako se somnevaše, jedan den take me napušti. Se plašeše, mnogo ja sakaše, se plaši da go napušti. I сега той misli, deka može da vrza so sebe, so mnogo skapi pokloni, so ubava kukija, so ova ona, ama той не заработува толку пари и така станува криминалец. Да има пари. На крај доаѓа до секакви катастрофи и човекот доаѓа до најакиот момент во тој филм, кога тој мора да и признае што се случи и таа вели, што ти мислеше дека ќе ме задржиш со скапи работи што не ми се потребни? Таа вели, јас те сакам. А тој, зошто ги направи тие работи? А тој вели, јас се плашив, дека еден ден ќе ме гледаш каков сум и дека ќе ме мразиш. И затоа го направив тоа. Глумив. И таа му рече, нема потреба, јас те сакам и така. Многу јака сцена. Човекот наеднаш стана реален. И призна, се плашев да ме познаваш таков каков што сум и тогаш да ме мразиш.
Знаеш, може би некој од нас се плаши, замисли пред Бог. Ако Бог ме познава како таков, каков што сум, ќе мора да ме мрази. Ќе мора да ме одбие. Ќе мора да ме оддалечи од Него, многу далеко. А Бог вели, јас веќе знам се за тебе, подобро ти самиот, и јас те љубам. И ти ветувам, обрати се кон Исус, кој умре за тебе, и јас ке ти простам. Јас ке ти сум милостив, и се ќе проставам во целост. Така ќе прави Исус кога ќе дојде во твоето срце. Ама тоа не е доволно. Исус кога доаѓа во твоето срце, ќе донесе еден нов живот. Прошка. Ама не само тоа. Прошка ако останувам ист што сум. Пак истите глупости ќе правам. Исус доаѓа и ме менува со тоа што тој ми донесува нов живот. На еден многу религиозен човек, Никодим се викаше во еден разговор, Исус му вели, не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Раѓање, знаете, почеток на нов живот. Треба вие религиозните водачи на еврејскиот народ, вие, ти, Никодиме, треба да се родите од озгора, од Бог. Ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е секој кој е роден од Духот. Има едно раѓање од озгора, од Бог, и тоа го прави Божиот Дух, кога човекот го прими Исус во срцето. И знаете, тоа има сила, и таа сила го менува човекот од внатре. Како ветерот, затоа има тука. Ветерот голема сила врши врз палмите и куки и се, ама не го гледаш. И така Божиот Дух делува, Божиот Дух не го гледаш. Ама она што тој го прави во еден човек, тие промени, тие ги гледаш. Исус вели, ова мора да се случи. Религиозните луѓе. А сега, понатаму, Исус зборува со една жена. Таа не беше еврејка, туку да беше самаријанка. И ја сретна на еден бунар пред градот Сихар. Со таа жена Исус зборува, Исус самиот беше жеден и ја моли, дај ми да пијам. И жената се чуди, ти еден евреин зборуваш со мене една самаријанка. Тие народи не се дружија, не беа на добри односи. И знаете, после ќе сознаеме дека таа жена помина 5 брака. И сега живе со еден маж без брак. Исус тоа воопшто не го спомнува како тој го кажува тоа, тој го знае тоа за неа. И можеме да представуваме дека таа жена бара нешто што во тие односи не може да го најде. 5 брака. После, може би ќе се велиш, после вториот ќе се обесхрабрам. После третиот нема да тераме, не готово. Не знам. На еден бунар, каде што се зема вода, Исус бара да пие, зборува за таа жена, која очигледно имаше жет за живот. И ние можеме да прашаме, ние сите имаме жет за живот. Сакаме да живееме, сакаме да имаме дадени доживување во животот. Оправдани, добри желби. Ама каде можеме тоа да го најдеме? Таа жена мораше секој ден да оди кај овој бунар и да извади вода. Стоена вода долу. Стоена вода. Да пие за овој жет, за биолошкото, да се одржува. А Исус
Исус изборува за нешто што тој го нарекува жива вода. За разлика од ова стоена вода долу во бунарот, Исус ветува жива вода. Може би течна вода. Таа прво мисли тој ќе направи цевково до дома, да тече водата кај неја. Не го сваќа добро. Ама, многу интересно е ова што Исус го кажува. Само на кратко сакам уште да малце да размислиме каде ние се обидуваме нашата жет за живот да ја помириме. Од кои извори? Знаете, јас би донесов нешто. Ти ми речи што барат овие фармерки тука. Овие се беа мои омилени фармерки. Јас имам проблем, моите фармерки секогаш пополека, и знаете, сите фармерки се трошат. Нели, се јавуваат дупки. Еве, тука, гледате? Каде? Дупка. Омилени фармерки, што правам кога се јавува дупка? И носам фармерките кај шивачката, еве, ја крпам. Фармерките се крпат. Еве тука се крпени. Тука, еве внатре, ставено едно цело парче. И крпивме. Убавите омилени фармерки се распаѓат. Што правам? И крпам. Ама, што се случува? Пак се јавуваат дупки нови. Овие се сега зафрлани. Пак дупки. И така сме ние луѓе. Ко крпиме нашиот стар живот. Ко крпиме. Се јавуваат дупки. Ке одиме, ке правиме вежби, ментални вежби, не знам какви. Одиме на курсеви. Другите земат. Знаете, нашиот тажен стар живот некако го крпиме. Еден успешен предприемач, бизнесмен, почнува да пие, да го ублажи притисокот. И се враќа дома пијан. Вози убави поршиња скапи, ама секогаш ги фрла вендек. Ги фрли вендек кога оди дома. Неговата сопруга компензира дека не е сакана, мажот се враќа дома пијан, со тоа што купува. Има пари. Купува. Колку мораш да купуваш? Колку мора тој да пие за малку среќа, малку радост, малку исполнување да доживее и да го поднесе овој живот. Тоа е крпење. А Бог вели, немој да крпиш. Немој да бегаш во некој трога или не знам што. Туку, моли ја таа личност која може да ти даде нов живот. Нови фармерки. Не крпени. Јас би ги крпел, ги сакам, ама Бог не сака стариот живот да го крпи. И затоа тој зборува, Исус зборува со таа жена и вели, знаеш, тој ја знае. Ако ти би знаела за Божиот дар, ако ти би знаела што Бог е спремен да ти даде еден нов живот, и кој стои тука пред тебе, кој е оној што ти вели, дај ми да пијам. Исус бараше од неја да пие. Ако ти знаеше што Бог сака да даде, и кој сум јас, кој ти зборувам, ти би побарала од Него, од Исус, и тој би ти дал жива вода. Не ова стоена вода, туку нешто свежо, чисто. Продолжува муабетот после. Божиот дар, што е тој Божи дар? Новиот живот. Кој е тој кој стои пред тебе? Исус Христос. Што може тој да даде? Знаете, вие тука живеете со човек. Имам човек таму и таму. Што може тој да направи за тебе? Тој може да се јави кај некој друг човек и да моли за тебе. Колку мојкен е твојот човек? Колку мојкен? Тоа зависи многу.
Imaš čovjek tamo? Ima. Ko je to? Šefat. A, dobro, rešeno je problem. Ne, to je službenik od dolu. A, nije toliko mojke. Ja? Zato Isus veli, znaš koji stoji do tebe, koji sam jaz? Što se mojite možnosti? Ja sam glavni. Ja sam to što go sozdade životom. I jaz možem da ti sozdavam jedan nov duhoven život, koje ke bide vo tebe jedan izvor na voda vo tebe, koji izviruva vo večni od život. Ti je stoja tamo na bunarod, ženata ne shvati, Isus veli od ova voda, ako piješ, pak je ožedneš. To je biološki od života. Ama, koji pije od vodata, što jaz ke mu ja dadam, nema da ožedni do veka, tuku ta voda, što ke mu dadam jaz. Ke vo nego ke stane jedan nov izvor na život, na ohrabruvanje, na radost, na mir, na uteha, na nadež, na energija. To je Isus. I to ima ta vlast i mojk i može to da go pravi. To ako go napravi Isus Hristos koga će dojde do tvojeg života. Ušte nešto. Jedna propoved na apostol Petar. To je veli na lugje to. Slugata Isus, Bog go izdigna, go donese, da bi blagoslovi so toa, što sekogo od vas ke go odvrati od vašite zli dela. Isus ke donese promeni vo životot. Nije lugje to živejme često pati, si gi ostvaruvame želite vo životot, so pomoć na loši dela. Na kriminal, na nečestno živenje, na laženje, na manipuliranje, ono. A negovata programa veli, jaz ke te odvratam od tvojite zli dela. Jaz ke pravam promena, veli Isus. I zato ušte jedan Germanec, ok? Ja samo od doma da, sigurno ima i Makedoncijama, vi znajte, pred Bitolčani ne smijeme, Bitolčani sta pokažeme, zato Germanci pokažeme. Ovaj je moj prijatelj Ewald. Ewald Föhl, se vika. Ewald je super tip. Avtomehaničar, beše futbaler. Na vistina prijaten tip. Ewald pred da go primi Isus, jednaš imaše dve ljubovnici istovremeno. Neše ga, taka beše. Može bi beše polco ljubov i ne sakaše nijedna da je razočari. Ne znam. Dve ljubovnici istovremeno. Zamisli, mnogo jak. Može bi nekoj maži bi rekli, bravo Ewald, bravo, baš. Znaš, taka ima mišljenje. Ama, Ewald go primi Isus. I prestano su se to. A mislim, nisu jedna, nisu druga ta beše reki zajedno. Ewald popoleka si najde sopruga, ova je Esta, njegovata sopruga, Ewald. I nekoga se najde so novijot na ex, na bivšata. Vi razbirate, bivšata ima nov, se najdeo na telefon. I ne znam, Ewald, od kako go primi Isus, mora da kaže nešto za Gospod. Ne može, to je novijot život i ono što go ima doživljeno, ne saka da molči. I сега kako reagira drugijot. Abe ti si mrtov si ti, veli drugijot. Ti si mrtov. Ewald veli, hvala mu na Gospod, što stari od Ewald je mrtov. Stari od Ewald je mrtov, ima jedan nov Ewald. Isus napravi nov Ewald. Taka reagira Ewald. Znaš, dobro što stari od Ewald je mrtov, i Ewald veli, dobro što ima nov Ewald. Ewald i Esta imat četvorica sinova. Zamisli Ewald posle toliko vreme vo brak, da si veli, sakam pak da se čustvujem kako to je tip što bev porano. I odi na lov.
i si bara jedna druga ljubovnica. Po atraktivna, po ova, ona, po mlada se kako. Znaš, dobro Evald što nauči, deka dve ženi istovremeno ne je dobro. Dobro što si gi smeni stavovite. Koga to nekoj go pravi, koliko taga, koliko šteta, koliko uništuvanje postoje togaš. Dobro što stari od Evald je mrtov, ima den nov Evald. Dobro što Isus nosi promjeni do života. I сега ви покажав тука некои најнормални германци. Такви има и македонци, не кажем. Најнормални. Евалд нема ограбено банка. Евалд нема киднапирано дете, нема силовано жена. Најнормален, оди на работа, си игра фудбал, за викенд оди во диско, ja. Не знам како менеджираше тоа истовремено, ама на некој начин најнормални луѓе. Hans Martin и Margit, најнормални луѓе. А сепак сватија, јас сум грешен, ми треба прошка од Бог, ми треба спасение. И кога го примија Исус, тој ги обнови, им даде нов живот. Затоа изборував за нормални, најнормални луѓе. Сметам дека и ние тука сме, оглавно, најнормални луѓе. Не сме тука ограбувачи на банки, не знам дали некој има некогаш размислено, планирано. Ja, ама ние сме најнормални луѓе, стандард, за такви луѓе зборуваме. Исус ги најде, Исус им прости, и им даде нов живот, и јас сум сведок за тоа. Јас ги знам овие луѓе многу години. Понекогаш сум кај Hans Martin и Margit на ручек. Кога сум во Германија, скоро секогаш таму сум поканет. И чекај, ќе се вратиме кај Hans Martin и Margit, да ги гледаме. И понекогаш таму доаѓа еден комшија, исто така на ручек. Тој е парализиран, едва е оди, и Маргит го зема со колата од 200 метри и го носи кај нив, и сега скалите мораме понекаш двајца да му помогнеме, да не падне, да го седнеме на масата. Тој се вика Волфганг. И Волфганг тешко зборува, многу тешко да го разбереш. Ама сега Волфганг мисли дека Маргит е супер жена. И сега Hans Martin доаѓа од работа, за ручек дома, тој има само 5 минути од фирмата. Седиме, разговараме, и Hans Martin мора да оди пак на работа. Зборување, излегува, си ја стави кацигата за велосипед, и најднаш се враќа и вели, заборавив нешто. И дава еден бакнеш на Маргит. Знаеш, и зошто го прави тоа? Волфганг, комшијата, му рече, Hans Martin, имам една приметба. Ти имаш толку супер жена, ти да не си излегол од тука без еден бакнеш да ја дадеш. И така човек, Hans Martin, фала Волфганг, во право си, и така, сакам да кажам, знаете, овие се, може би, ситни работи, ама реални се. И сигурен сум дека секој од вас би сакал да биде така, и кај вас. Ja? А кој го направи ова? Исус Христос го направи ова. Новиот живот е реален, прошката е реална. Ja? И така, тој сака да дојде во нашето срце и сака својата програма по нас да ја оствари. И јас прашувам дали ти би сакал да биде така во твојот живот. Ja? Правда, мир, радост. Можам да прашам, кога да биде тоа? Кога? Кога можеме да почнеме? Ja? Кога? Знаете,
Во стари времења, евреите, кога живеа уште распрснати низ целиот свет, Европа, низ целиот свет, на празниците, тие си рекоа, до година во Ерусалим. До година во Ерусалим. Знаме и македонците рекле така, до година во Содом. Истина? Имам читаме. До година во Содом. Ja? А сега Господ што вели, Бог што вели? До година, каде? Во твоето срце. Ама јас прашувам дали навистина сакаш да чекаш до година. Дали навистина сакаш да чекаш? Кога треба ова да почне? Бог би рекол, уште денес. Уште денес. Ако велиш до година, моментално се многу зафатен. Дали до година ќе живееш? Дали ќе бидеш жив? Јас не знам дали јас ќе сум жив. До година не е моја. Денес е мој, сега овој момент е наш. Наш. Има личности, од нив нема да очекуваш да те чека. Веднаш ќе одговараш. Бог би сакал да вели уште вечерава од твоето срце. Значи, јас реков, јас кажав што кажав. Што имав намера да кажам. И се надевам да и понатаму се занимавате со ова прашање како доаѓа Бог во моето срце. Тоа е почетокот на многу добри нешта. На многу потребни нешта. Се надевам, кога заминувате од тука, секојдневните работи да не ви го затрупат сето тоа. Кога ќе излезете од тука, не знам што ве чека. Домакинство, домашни, турски серии, не знам што. Што би го полнат обично умот и жалби илјади за кутрите што се мачат таму во Турција. Во серијата. Ве молам, останете во контакт. Ако имате прашања, прашајте ја личноста која ве донесе тука. Метам дека тој ви е пријател. Тој може да ви помогне. Има тука луѓе кои сакат да помогнат. Ако сакате, дури ќе ве поканам, можете да дојдете и на библиски час. Ние се собираме во вторник, од 19 часот, кој сака, читаме Библија заедно, како се обидувам да има дискусија, споделување од разни страни, ама се фокусираме на еден библиски текст и се обидуваме да разбираме што тој има да ни каже. Тоа е една варијанта, една можност. Ако ве интересира нешто, имаме една продавница, една просторија. Александар Турунџев број 45, кај долниот Синџир. Кај Синџирот, окей? Таму сме. Таму понекогаш или често пати има еден човек пријатен со кој може да се прави муабет, чај, кафе да се пие. Ве молам да читате лично, има литература тука надвор на тој штанд, да видите. И ако можеме би сакали ние да помогнеме. Ама конечно, вашиот одговор е тој што одлучува. Вашиот личен одговор кон Бог лично, кон Исус Христос лично. Окей, фала многу.